денот Д, значи кога господинот Талат Џафери се обиде да влета во протестантите на Заедничка Македонија со кола и протестантите му исклоцала колата. Значи тоа беше првиот обид за провокација. А конкретно и од прва рука, вака се случи целата работа. Значи, као и обично, ние тргнувавме овде негде 15 за 6 на вообичаената рута од влада до собрание. Значи, негде толпата кога стигна до кај кинеската амбасада, немојте толпата, подобро народот. Тоа повеќе за хулигање, се прекрасен народ од сите генерации, од сите социјални провиниенци. Значи, кога граѓаните стигнава до негде кај кинеската амбасада, значи таму кај Максим Горки улицата, раскрсницата што е, одеднаш почнаа да звонат телефони и тоа малте не стана вирално и приметив дека луѓето имаат интензивна комуникација, многу луѓе истовремено. И прашав една девојка што зачудено викаше што не ми се верува, што? И викам, што е работа, што се случува? Викам, у македонски парламент се пее албанска химна. И тоа стана вирално. Одеднаш почна да се шири меѓу луѓето као пожар. Значи, меѓу колку имаше 15-20 луѓе, не знам. Дојде моментот за кој 6 дена се собира народот, веќе одеднаш субверзијата е на сцена од нивна страна. Одеднаш станува вирално тоа. И мене ми стана јасно дека ова може да искочи од контрола уште у тој момент. Алерт. И ја напуштив групата, односно протестантите, и преку... Протестантите, но не евангелистите. И отрчав кај бината, кај што беа раководството на протестот, и ги гледав одеднаш сите пеплосани у фацата. Искушение. И му придов на Дамовски, му викам, точно ли ова? Не знам, вика, туку што проверувам. Значи, не може, у моментот они не знаева дали се работи за провокација или тоа навистина се случува. Пардон, само сето тоа го пренесуваше ТВ Нова, која упорно ги пренесува како еден фантастичен сојузник на во ред Сдруженијето за заедничка Македонија и како страдалник, зашто нивниот газда Сеат Кочан е нападнат токму поради ова детално, ова студиозно пренесување на Апсолутно. Меѓутоа, ние додека сме на протести, немаме можност да гледаме ТВ Нова. Тоа е грешка, треба едно телевизорче да си има. Значи, ние додека се движи групата кон собранието, протестантите, они не се опозиција да пратат, односно некој од нив може да се со појаки телефони, али повеќето не. Како и да е, информацијата стигна до луѓето, они станаа свесни дека тоа се и се наелектризира ситуацијата, екстремно се наелектризира. И кога отидов кај овие, они исто така не знаева што се случува. Nobody knows the trouble I have. Exactly. И они беа затечени. Јас лобирав да се обратат на народот. Они почнава со програмата, значи почнава луѓето што беа договорени да настапат. Меѓутоа се случи нешто сасвим другчие. Луѓето се свртаа кон парламентот, ни свртаа грб нас. Значи, спонтано, да. Сите гледава, фокусот беше кон парламентот. Не беше фокусот воопшто према нас, што мислам овие што зборева и ние тука стално што се мотаме од целата работа. И после се потврди дека е точна информацијата и они почнаа да се договарат како да се настапи, што да се настапи. Значи, ја инсистирав на тоа да се обрати со одредено обмислено соопштение или у однос на дадената ситуација и додека ние се расправавме, одеднаш се ускомеша народот и ја не ми беше јасно што се случува и нели пошто сум висок, јас се качив на една скала само и што да видам, веќе беше пробиено десното крило на оградата. Значи, од десната страна гледано од наша гледна точка.
беше пробиено. И им кажав, луѓе влегуваат луѓето. И одеднаш јас настанав дека влегуваат. Дека ѓаволот ја однесе шегата. Да, ѓаволот ја однесе шегата. И тоа е тоа. После масовно нагребна народот на средната врата и на бочните две врати. Имаше огромен притисок, дојде до судир со полицијата. Исто имаше типање, значи ние веќе бевме 7-8 бран кога стигнавме. Значи пред нас имаше 7 слоја на луѓе кои упорно притискава да еве на пример слушам вака кодоши пропагандисти од СДСМ зборат како полицијата им ги отворила вратите на демонстрантите и они влегле без проблем. Не, имаше. А јас го гледав тоа на ТВ Нова и добри 5-10 минути они се бавеа со вратата додека не донесоа хебли па да го скршат значи, тоа. Резето и да влезат конечно со огромна сила. Имаше извини, само после видов како они значи стратешки се делат и идат кај другите влезови. За да ги обседнат и другите, сите 4 влеза да ги обседнат, па да бараат влез некаде, иначе да ги пушта полиција, они не би барале, не би иделе на други влезови да бараат можност за влез там. Апсолутно. И они беа концентрирани на средната врата, десната и левата. Значи сите 3 врати беа под притисок огромен. И одеднаш се проби десната врата, десното крило се проби, а не видов дали имало хебли или немало. Меѓутоа видов дека имаше сериозно тепање меѓу полицијата и протестантите. Полицијата реално се обидуваше да ги спречи да влезат. И кога влегов сите, влегов и ја нормално, влегува и овие од раководството, ние се упативме кон главната сала. Што викат каде сите турци гола се. Да, и сега кога се влезе во главната сала, тука беа присутни претениците на ВМРО, меѓутоа сите други беа збришани као глувци, негде беа сокриени по тоалети, по не знам што, мислам. И тука се дискутираше да се обрати некој, да даде одредено политичко соопштение, затоа што мораше тој упат на народот да добие политички легитимитет. Не може да има легитимитет затоа што ќе бидат третирани као толпа. И тука се потврли, затоа што луѓето не знаева како да реагираат на оваа ситуација и не беа спремни ниту раководството, ниту било кој да стави одредени политички барања на маса и стварите отидова у ендек.